Вести на Канал 8. Добар ден. Тренд на опаѓање бележи откупната цена на оризот од овогодишната реколта. Во моментот килограм арпа се откупува меѓу 23 и 27 денари, иако интересот кај откупувачите и преработувачите не е многу голем. Намалените количини од овогодишната реколта на оризот немаат големо влијание врз цената што откупувачите ја плаќаат за килограм предадена арпа. Наместо стабилизирање или извесен пораст, во последните десетина дена се забележува благо опаѓање на откупната цена, што особено е поврзано со квалитетот на зрното. Иако земјоделците со чудење бараат одговор според каква економска логика се определува сумата што ќе ја добијат за предадените количини, состојбата на пазарот не оди во нивен прилог. Од подрачната единица за земјоделство во Кочани потврдуваат од има опаѓање во откупните цени, иако од нивна страна биле преземени известни активности за поправање на ситуацијата. Цената на самиот ориз во моментот се движи од 23 до 27 денари, иако забележуваме раздвижување овие денови на теренот, односно се вклучуваме ние во истото да се зголеми, односно побарувачката, со тоа што да се стабилизира самата цена и со тоа да може да си го добие оризот правата, значи правата вредност која се движи во берзите односно во светските берзи. Освен откупната цена на арпата, ниту белиот ориз не поминува добро кај откупувачите. Оризопроизводителите велат дека сумата што ја добиваат за продаден килограм не ги покрива трошоците за производство. 5 динара белио, што нема врска. Нема ни евро. А што ми испод евро, рачуне дека нема сметки да го работиме. Јас продавам одмор. Од сам зорлија за пари, продеси го. Белио колку иде? Белио 50 со 55. Толку вика тони. Епте малку. Нема да покриеме трошковите. Долговите во кои западнале земјоделците поради трошоците за овогодишната реколта, велат, ги ставаат во безизлезна ситуација, односно мораат да го продадат она што го произвеле. Не можат да чекаат и да го чуваат оризот до напролет, кога вообичаено цената се покачува, затоа што мораат да го раздолжат кај трговците она што го зеле со одложено плаќање. Единствена причина за минимално задоволство е што годинава рандманот е нешто подобар од минатогодишниот, па и покрај намалените количини ожнеана арпа ќе остварат извесен приход. Тешка кражба се случи во Спанчево, при што се ограбени околу 13.000 евра. Ова е втор поголем плен во регионот, откако пред известно време слична сума беше украдена од куќа во виничкото село Лески. Разбойник или разбойници заминале со 13.000 евра плен од куќата на ЗС од кочанското село Спанчево. Кражбата според ограбениот се случила во понеделникот, во периодот од 9 до 20 часот, кога во куќата немало никој. Незабележани од соседите, со соодветен алат, непознатиот или непознатите сторители насилно ја отвориле споредната врата од летната кујна, пошто влегле во куќата. Испревртената покукнина за оштетениот 33 годишен спанчевец била знак дека кратците нервозно ги пребарувале собите барајки вредни предмети. Девизите во различни апоени ги пронашле во спалната соба. За сега истражните полициски органи не откриваат други детали. Истрагата и потрагата по кратците е се уште во тек. Со 3 убиства во изминатиот период и последната тешка кражба, Спанчево од мирно село полека станува лидер на црната крими листа на кочанската полиција. Слична сума пари неодамна беше украдена и во виничкото село Лески, при што полицијата откри 4 кратци од Кочани, против кои поднесе кривични пријави за извршена тешка кражба. Заради зголемување на безбедноста, граѓаните бараат решавање на проблемот со тесното грло меѓу Охридска и Павлина Велјанова. Иницијативата повторно е покрената, овој пат преку советнички прашања. Улицата Охридска во населбата Текишински Лозија создава тесно грло на вкрстувањето со Павлина Велјанова. Само 30 на метри потаму се шири во паркинг простор, за по 20 метри да се прошири во колово со 2 ленти. Додека сообраќајниот проблем е нерешен, коловозот останува скратен, а на таа површина постои неискористен простор помеѓу тротоарот и дворовите од куќите. Едно од советничките прашања на последната седница што го постави советничката Анета Игнатова се однесува токму на овој проблем, за кој известно време алармираат граѓаните. Значи станува збор за проширување на улицата околу 50 на метри.
Значи, со самото проширување на оваа улица ќе се намали револтот кај возачите, а ќе се зголеми безбедноста на самата раскрсница и ќе има и поголема функционалност целата улица. Исто така бараат и поставување на тротоари од двете страни на улицата, бидејќи таму е клонот 3 од детската градинка Павлина Велјанова, и бидејќи нема тротоари, родителите и децата се принудени да одат по самата улица. Од секторот за урбанизам уште лани информираа дека оваа година не се планирани никакви интервенции. Според нив се работи за куспотек, прегледноста била добра и немало потреба од какви било промени. Но токму заради нецелосната прегледност, освен што постои можност од предизвикување незгода, возилото што се движи по улицата Павлина Велјанова е принудено да се врати назад, да му отстапи простор на возилото од спративниот правец, па дури потоа да го искористи правото на минување доколку во меѓувреме не најде друго возило. Вертикалната сигнализација вели дека првенство на минување имаат возачите по Охридска, иако честопати доаѓа до забуна затоа што знакот стоп е поставен на десниот свиок од улицата Павлина Велјанова. Боровиот четник се шири низ осоговијата и ги уништува стеблата. Зафатени се околу 300 хектари борова шума. Иако беше планирано авионско третирање за уништување на штетникот, немаше. Оти Министерството за земјоделство не одвои средства за таква акција. Можно е да се спроведе до година, велат од шумското стопанство Осогово. Околу 300 хектари борова шума е зафатена од боровиот четник кој им нанесува сериозна штета на дрвјата и го ослабнува стеблото. Од шумското стопанство Осогово појаснуваат дека нема место за паника, оти од зафатените делови со боров четник со посилен интензитет и најзагрозани се само околу 70 хектари шума. Иако состојбата со боровиот четник низ боровата шума во Осоговијата не е на завидно ниво, сепак од шумското стопанство Осогово се оптимисти дека нема опасно да влијае врз шумата, оти годинава беше влажна и не би требало да има големи штети. Орце Димитров, директор на шумското стопанство Осогово, објаснува дека станува збор за примерен штетник и како таков физиолошки го ослабнува стеблото, но влажното лето благопријатно делувало на боровите стебла и затоа не дозволи да се појават штети врз стеблата кои сега се во релативно добра состојба. Инаку Димитров појаснува дека опасноста од подкорници е исклучена, така што оваа година не се очекува сушење на боровите стебла. Димитров додаде дека механичко чистење на боровиот четник нема да се прави. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава требаше да спроведе акција за авионско третирање на штетникот, но истата не беше реализирана поради немање доволно финансиски средства. За тоа ќе се размислува следната година. Дива депонија се формира во близина на откупниот пункт на Исток суровина во Кочани. Граѓаните кои имаат земјоделско земјиште во близина се жалат дека околината секојдневно се загадува, а нивниот имот редовно е мета на кражби. Од пред околу 1 месец започна да се создава нова дива депонија на крајот од железничката пруга кај пунктот на Исток суровина во Кочани. Отпадоците од наразлично потекло, расфрлени во околината и во близина на земјениот пат што води кон блиските бавчи и ниви, го попречуваат поминувањето од таму. Негрижата и несовесноста на одделни граѓани ја наградува сликата што ја забележа и камерата, а освен устните реакции од поединци, за сега нема конкретни активности за да се стопира формирањето на депонијата. Освен загадувањето, има поплаки и за други негативни последици по имотот што го поседуваат граѓаните таму. Имам бавча таму моментално која работам, меѓутоа секој ден се краде, изнаса, разбиват и ѓубре фрлат на Шоличово. Срамота е да се погледне таму. Тоа не ми е јасно, треба инспекциите да си заземат своите работни места добро, да поведат ред и дисциплина. Локацијата каде што се јавува депонијата пред неколку години беше исчистена од ѓубрето што и претходно се фрлаше таму. Сега, секојдневно купот ѓубре се зголемува и ако не се презимат превентивни мерки, наскоро состојбата може да излезе надвор од контрола. Недозволиво е, велат граѓаните, на ваков начин да се загадува простор што е во самиот град, посебно што во непосредна близина има плодно земјоделско земјиште, но и неколку производни погони, меѓу кои и такви во кои се произведуваат и прехранбени производи.
Жените од Кочани даруваа за децата со посебни потреби од Основното училиште Малина Попиванова. Дел од средствата ќе бидат дадени и на децата со посебни потреби кои не се вклучени во воспитно-образовниот процес. Средствата се собрани на манифестацијата Етно вешта жена, која за прв пат се организираше во Кочани. Жените од Кочани се хумани. Тоа го покажаа на манифестацијата Етно вешта жена, која за прв пат се организираше во Кочани. Припадничките на понежниот пол, кои сами се пријавија за да ја покажат својата хуманост, подготвија разни кулинарски специјалитети кои беа изложено на свечена украсена трпеза. Јадењето беше подготвено во етно стил, од разни сукани баници, јадења од ориз до благи и солени етно специјалитети, баклави и алва. Традиционалните јадења беа на продажба. Хуманоста се покажа на дело, оти се што беше подготвено, беше и продадено. Собраните средства се наменети за децата со посебни потреби од специјалната паралелка во Основното училиште Малина Попиванова, но и за оние кои не се вклучени во воспитно-образовниот процес. За прв пат како што се организираше Етно вешта жена, супер помина. Главната организаторка од Тетово е многу задоволна, бидејќи кочанчанки се покажаа како хуманитарни жени. Со своето учество тие допринесоа да се соберат средствата наменети за децата со посебни потреби. Дел од тие средства ќе бидат наменети за децата од Малина Попиванова, а другиот дел ќе бидат наменети за децата кои не се опфатени во процесот на школството. Не беше важно дали ќе се наградуваат жените што земаа учество, меѓутоа имаше прво, второ, трето, четврто и пето место од публиката. Публиката гласаше. Главната цел беше да се поентира за да се соберат средствата, да се продаде се што жените со своите вредни раци ги направеа за да ги соберат средствата за децата со посебни потреби. Мишева апелираше до родителите на тие деца кои се со посебни потреби, а не се вклучени во воспитно-образовниот процес, да се јават на телефонските броеви 070 209 698 и 078 219 096, за да добијат дел од собраните средства. Училиштето Малина Попиванова очекува собраните средства да бидат префрлени на сметката на училиштето, затоа што би им било од голема корист на децата од специјалната паралелка. Работилница за стекнување вештини во секојдневното живење организираа учениците и наставниот кадар во Основното училиште Малина Попиванова. Истата е дел од изучување на предметот вештини на живење, кој во наставната програма стартуваше од оваа година. Подготовката на вкусни јадења и презентацијата што се одржа во Основното училиште Малина Попиванова беа дел од проектот што учениците и наставниците го спроведоа по предметот вештини на живење, кој за прв пат оваа година е воведен како наставен предмет во училиштата. Целта на изучување на новиот предмет, како и на организирање на работилницата, е учениците да се стекнат со знаења и вештини во домот, училиштето и во секојдневното живење и околината. Акцентот е ставен највеќе на изучувањето за исхраната, значи облекувањето, заштита, како да знаат да се заштитат лично и колективно од различни извори на загрозување на нивниот живот и потоа да знаат односно стекнат со вештини и умења како идни потрошувачи. Преку работилницата беа обработени темите за исхрана, облекување, хигиена и заштита при несреќи. Ние по часовите вештина на живење учевме како како да се облекуваме, учевме за како да ги местиме лиштенцата, како се диста. Ние на часот по вештини на живење учевме како да подготвуваме зимница, како да подготвуваме ајвар, како да се однесуваме на јавни места, како да се одлекуваме и учевме за бон-тонот во јавните места. Децата практично го презентираа тоа што го учат по новиот предмет, а освен со подготовка на јадења, целта на изучување на предметот ја објаснија и преку драмска изведба. Основното училиште Раде Кратовче ги заврши подготовките за организација на надпреварот наставници против родители за помош на Даниел Митков. Настанот ќе се одржи в среда со почеток во 18 часот. Очите на хуманите луѓе се вперени кон уште еден хуманитарен настан преку кој заедно со другите тековни активности се очекува дека конечно ќе се соберат потребните средства за операцијата на Даниел Митков. Настанот го организира Основното училиште Раде Кратовче, а едни против други кошарка ќе играат наставници и родители.
Надпреварот е в среда, 19 ноември, со почеток во 18 часот во старата спортска сала. Картите се со символична цена од 30 денари. Директорката на Основното училиште Раде Кратовче повика што поголема масовност. Апел до сите граѓани, хумани луѓе, да повелат на настанот на кој што освен интересниот надпревар, кој стварно е со спортски дух меѓу родителите и наставниците, ќе има и еден забавен карактер, ќе учествуваат нашите ученици со музичко-ритмички точки, ќе имаме учество на Кут Руен, ќе имаме учество на најголемата група од клон 4 од градинката Павлина Велјанова. Повеќе не се валидни телефонските броеви за донации на операторот VIP 077143110, како и телефонскиот број на T-Mobile 070143112. Граѓаните може да донираат на жиросметка. Акцијата за помош на Даниел Митков трае неколку месеци. Една од последните иницијативи е онаа на дискотеката Escape, каде што има поставено кутија за донирање. Претходно агилни беа и други организации, клубови, правни и физички лица, а беа организирани и фудбалски турнири, акции, концерти и слично. Предвременската прогноза, проследете ги спортските информации. Последните делови изобилуваат со спортски настани. Освен успесите на гимнастичарите и каратистите, се одиграа и редовните кола во останатите колективни спортови. Баскет Дино не успеа да дојде до првата победа ниту во својот трет настап во рамки на четвртото коло во втората македонска кошаркарска лига. Загуби во Тетово од Тетекс со резултат 96-85. Останати резултати од колото: Пелистер Шкупи 75-61, Те Баскет Борец Баскет 70-56, Вардара Паве Радовиш 87-77 и Бес Михајловски 71-60. Слободна беше екипата на Црндрим. На табелата по 4 кола води Те Баскет пред Шкупи и Борец, следуваат Пелистер, Тетекс, Михајловски, Црндрим, Вардара Паве Радовиш и Бест Баскет Дино закован на последната позиција. Во рамки на М18 лигата пак Баскет Дино пред своите гледачи забележа победа против екипата на Бест Гевгелија со резултат 73-69. На табелата води токму Баскет Дино, кој е сигурен патник во следната фаза. Се одигра шестото коло во втората македонска пинг-понг лига. Резултати: Мултитекс Крушево 5-0, Кочани Струмица 5-0, Винспин Дебар Мало 0-5 и Рома Шутка Скопје Рисови 5-2. Води Мултитекс со 12 бода, следуваат Кочани и Дебар Мало на делба на втората, односно третата позиција со по 8 бода, четврта е Струмица, пета Рома Шутка, Скопје Рисови се шести, Винспин се спушти на седмата позиција, а на дното на табелата остана Крушево без бодови. Вестите завршија. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.